Манастирот Свети Илија, како еден од поновите духовни храмови низ Стоговието, во недела привлече голем број верници од Кочани, Оризари и околните населени места. Со молитви за здравје, но и со ора и песни, верниците го празнуваа празникот Света Тројца Духовден. Иако малата црквичка е од понов датум, сепак црковната традиција овде се негувала низ вековите. Има, ние таа традиција, јас сам да речеме стар сега, 81 година, а ово ние наследиме од нашите старци, дедовци и продолжуваме ја традицијата. Тука е отворено, нема кој дојде, нема клjuč и така, вода имаме тука за тоа. Дојде у недела, овде ќе најдеш 30 души. Манастирот со помош на верниците го крепат неколку ентузијасти кои потекнуваат од овдешните маала. 85 годишниот Стојан Ѓоргиев вели дека некогаш селата по Стоговието биле полни со народ и дека се правеле големи собори кои траеле по 2-3 дена. Потрај имаше народ. На соборите имаше многу. На собори народ многу идеше, многу имаше, сад нема. Сад дека само еден еленец уцера. Там најсе збира на 14. Организаторите и во оваа прилика подготвија манастирска манџа која им беше поделена на верниците. Па за ручок спремаме манастирска манџа, овчо месо со ориз, кумпири малку ставиме така да биде манџата убава за луѓето. Па тука сам ја 5-6 години присутен на двата дена на Илинден и на Свети Дух. Доваѓаат од цел град, од селата, од секаде доваѓаат, пуно луѓе има. Разистената шума и опојните мириси од тревата се задоволство плюс за сите кои беа дел од празнувањето и народниот собор кај ова манастирче во Бочвенец.